благодарам председателе, почитувани колеги, почитувана јавност, многу почитувана колешка. Мене ми е многу жал што ете ви имавте таа неблагодарна улога прва да го браните излагањето на премиерот, кое што требаше да биде во насока на оправдување на мотивите зошто Ристо Пенов ќе биде предлог за министер, но во исто така и елементи да извештајте работата на владата, и тука е неблагодарниот дел. Ние сме држава каде што било кој меѓународен релевантен фактор не е многу наклонет во нивните извештаи или ставови кон нас. Светска банка беше особено директна. 2,7 раст, најлошиот, двојно поголема инфлација од регионот, нефункционални институции, земја со најголема корупција и дефинитивно со најголема стапка на криминал. Но ова е општиот дел. Конкретно во вашето излагање е две директни спротивставености што би можело од оние тези што ви ги посочиле што треба да се бранат. Велиме, имаме чекори, активности со кои што го максимизиравме производството на електрична енергија. Првото и основно прашање, зошто тоа не беше направено претходно? Со постоечките капацитети, со постоечките услови, со постоечките вработени, не имавме неколкократно помало производство. Милиони евра, стотици милиони евра штета. Имавме жолчни дискусии токму на тоа поле. За подоста да укажеме дека бил блокиран кредитот за финансирање на ЕСМ, во кој што стои дека за неколку години ние треба да се откажеме од работата на Рек Битола и Тесте Готина. И сега кој дел ќе се фалиме? Дали ќе можеме тоа производство да направиме? Дали е тоа класично самоубиство на нашиот енергетски систем? Дали тоа влева надеж дека ќе бидат работите подобри? Не влева. И исто како што не влева надеж и за ветените мерки што никако да стигнат на работава нова собрание, да ги разгледаме и да видиме што можеме да подобриме од истото. Ние имаме голема помпа, голема најава, кој ќе дојат делата ги нема. И конечно, дали сте сигурни дека решиме топлотната криза? Дали сте сигурни дека оние редици пред пунктовите значат дека е решена кризата? Дали сте ги прашале граѓаните на Скопје? Јас сум меѓу Скопјани ностоп. Ниту еден нема сигурност дека оваа влада ќе обстои на зборот и дека има сигурност дека оваа зима ќе биде сигурна во однос на топлотната енергија и дека ќе биде сигурна во однос на енергетската криза. Ви благодарам. Контрареплика Фаница Николовска, повелете.